In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Bars on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. И сега кога сме шекова едукативно, да, документарно едукативен образовен програм. Нешто седам на Facebook и ми искача некоја статија на интернет, некој истражување, пази. Германци више не знаат кај да трошат пари. И германецов истражувал и статијата вика вака: Македонците имаат најмали кориња на Балканот. Ама се насмеа во втори ред. Среќа дечко ти не е тука. Што е ова, бе, викам? Ја дур не ја прочитав статијава, не ми беше јасно како може кој како сака така да не дупи. Еве грците на пример. А ние не сме имале за што да дупиме, бе, луѓе. Грците на пример, они не дупат како сакаат, братче, од напред, од позади, уста, уво, у нос, у грло, отворено, ларинголог ти прават секој ден. Разбираш? И да. Значи како сакаат не дупат. И што е најстрашно, ем не дупат, ем не викаат по име, бе. Еве те прашам, ти девче, како се викаш? Данче. Еве да замислиме ситуација, дечко ти те клеца секој ден. И наместо Данче Ирена ти вика цело време, како ќе се осеќаш? Умало ли ќе ти биде? Така и на нас не е убаво, ние се Македонија, они Скопје. Не ќам бе Скопје да ме викаш. И ја праќам статијава на девојка ми, на чат. И ја праќам на чат, она прави само едно син. И ми враќа едно кратко и јасно тачно. А јас сум и прв. Али сигурно ми е поголем од твоја брат. Па сега ти види, мислам, разбираш. Јеби га и сега некој публика си вика: еј, комичаре, смешен, тебе бабе, еј, лажеш. Не ме срце, ако сакаш ела позади ке се совлечам. Има да се утепаш од смеење. Ке ни биде смешно. Еј, како е? Ми е страв да го бацам, да не го прокутам, ке отиде, сега ќе се дигне, така? Шо, дигна ти е? Шала на страна. Много јако го кажеш на стендап, шала на страна. Шо дошле луѓе овде? Не, значи вака сега. Јас сум стварно глумец. И сега, окей, тоа све, али се е тоа уреду до моментот кога ќе треба на баба ти од 89 години да ја објасниш дека си глумец, брат. Значи тоа е немогуча мисија. Шинко, шо работаше ти? Глумец, бабо. Шо? Глумец, бабо, глумец. Шо збора, бе, ово? Адвокат, бабо. Убо! Убо, сине! Крадеш го народу, ама за тебе нека има. Да, значи, глумец, јеби га, проклета професија. И сега као, кога ќе отидам неден надвор, значи, на настап, дали негден из Балканов, и сега ме прашуваат колеги, бе, вика, абе, добро, бе, вика, ви у Македонија, тамо, вика, тоа глумците, вика, нешто, работите ли, бе, вика, снимате ли нешто? Снимаме, брат, како не снимам? Еве, ја, например, 2 пути имам пуќа снимано. Да се работи нешто. Жените. Данче, жените се вечна тема. Значи, ја кога сакав да ги разберам жените, викам, дај да најдам некоја паралела. Барај паралела и древам на Facebook и викам, абе, глуп. Па Facebook ти исто као жена. Од неколку причини. Прво, со него не можеш да се разбереш, ама па не можеш ни без него. И второ, таман ќе го научиш како функционира, он се менја. Сте ја приметиле ли фацата на жените кога се расправаат? Ја викам таа ризик фаца.
А ако е од Ѓорче, шо мајка ти? Добро, не е само Ѓорче, припор натака. Каже се цепе дрва, од цепање дрва доаѓа, брат. Шо мајка ти? Значи, па таму се греат на дрва, шо? Ние дома не се грееме. Исклучено ни е парното. Нема на шо да цепам. Али тебе можам да те цепам, брат. Да те разцепам. Като ружичка да те отворам. И не знам зашо штипскиот ми е посмешен кога дупам него, не знам зашо, интересно ми е. Значи, да, и фацата, братче, значи, доаѓа, значи, ја прави фацава и сега ја прашувам, викам, маче, зашо ти е ваква фацата? Каква? Па, таква! Таа ми е мене фацата, Бојане! Таа ми е! Па ти беше таа фацата ќе те пикне во подрум глурци да бркаш, бе, будала. И сега пази што се дешава. Или ти може би мислиш на некоја друга? Зашо бе, Данче, мора да има секој пат некоја друга? Зашо мора ти стално да убацуваш трета особа женска кога се расправате? Зашто? Непотребно, фокусирај се на нашиот проблем, разбираш? И тера даје вика, или ти може би мислиш на конкретна особа има, пази. Или ти може би мислиш на она убилите панталончиња, Бојане. Може би фацата ми личи на неа, ама газот не ми личи, така? И сега, ќе ви давам еден пример за оваа ризик фаца. Значи, онако ќе се изнервира, братче, оваа фаца, и прво иде фацата едно 15 минути, па иде она, разбираш? И сега ќе ви кажам една ситуација со фацата. На девојка ми роден ден, ја доаѓам кај неа на врата, звонам и викам да ја оригинален сакам да бидам, разбираш? Да бидам оригинален, се трудам. И не се кај ми улета на МТМ. Гледа некој МТМ? Која е таа телевизија? Добар ден, јас утепав двајца луѓе, а вие шо правите? На МТМ. Го јам кажано овоа, никој нема дознаено, нема везе. И на МТМ ми се убацува спот од Маријан Стојановски, го знаете овој, со вегите. Да, овој, шо двете веги му се као две лебарки што се парат. Споени. Едно време пробуеше да ги оддели, ама нема се гледа тука, братче, тоа, не ти проаѓа така. Заебавај. И викам, ми улетуе спотот од Маријан Стојановски кога доаѓа со цедето на врата. Викам, Бојане, тоа е тоа. Прво, овој спот никој го нема видено. Никој не го знае. И она ќе мисли, ти си оригинален. И доаѓам јас со цедето, го банде тој спот, нели, со цедето. И звонам на врата, она искача со цедето од Маријан Стојановски, кога он на спотот која влага. И почнем да пеам. Роден ден, мала забава. Она почне веќе тука веќата една. Дојдов без да ти се наја. Другата веќа. Ава. Викам, Маријанчо, братче, ти да се најавиш, до сега сите ќе си отиде, брат. Ама добро, нема везе. И стојам вака со поклонот. И почиња лентата тука. Говедо едно пичка ти материна, ова не поко за роден, ја тебе ќе ти купувам саат од 150 евра, ти ќе ми дојдеш мене со цедот Маријан Стојановски, будала една. Што се курчиш, ма? Сите комши да разберат. Што се курчиш, ма? А иди најди цедот Маријан Стојановски да те видам, бе. Не постои. Побрзо, живот на Марс ке најдат него цедот Маријан Стојановски, бе. Па што? Па тоа цене треба да има посебна витрина у археолошки музеј на Македонија, бе. У оддел за ископини. Пошто кога им го однесеш тамо ќе ти речат, од кај го ископа, бе, брат? И тука ризикуваш девојка ти да ти раскине, ама за озбилно. Пошто има и за неозбилно. Вечерно ти раскинуе, са бајлета у 8:30 те буди.
Само уште еднаш ако ми дојдеш со цела Марио Стеровски, ти ема матер. И... сега. Да, тоа е жена, братче. Значи, има два типа на жена. Комплицирана и покомплицирана. Значи, види само колку списанија има за жена и све ти јасно. За диети, за облека, акцесори, шминка, секса, за маж има само едно. Билтен. Значи, не е ни списание, братче. И кај нив све е у шифри. Кај жените све е у шифри, брат. Нема конкретно, значи, еднаш не е дошла да ми каже Боки, тоа и тоа ми смета. Јок бе, брат. Увек ја прашува култното прашање. Маче, шо ти е? Ништо не ми е! И сега, ова навестува една расправија, која ќе трае 5 минути, меѓутоа види за нас 5 минути се 5 минути, за нив, братче, 5 минути се 45 минути, разбираш? И увек почиња со нејзиното ништо не ми е, умеѓу време ти почињаш да збориш, али си стаен на муте. Значи, не допираш до неа, брат. После 45 минути. Прави што сакаш! И си оди. Или, например, втора шифра. Гласно воздивнува. Оваа се спаја со фацата. Правите муабет. И она више зима ваздух, тука више си на далина. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and a wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.